Sveti Nikole među najmirnite opštini Vodražavata. Ovaj zaključok donesen vrez osnovana komparativnite analizi za storenite krivični dela, narušuvanje to najavnio трети мир и расветлените случаи. Интензитетот и бројот на регистрирани кривични дела е значително помал, споредено со општини со слична големина. Многу поретко се јавуваат проблеми. На ова подрачје немаме проблеми од специфичен тип, како што се проблемите мотивирани од омраза, од меѓуетничка нетрпеливост, така што гледано по сите параметри, овде има една добра безбедносна состојба. Но за да остане така, но и за да се сочуваат младите понастрана од порок од дрога, националната кампања за заштита од дрогата денес стигна и во Свети Николе. Состојбата, иако треба да се следи и соодветно да се реагира, до овој момент се уште не е до степен на голема загриженост и ние се надеваме дека со сите овие активности што се превземаат пред се на превентивен план, каде што се вклучени повеќе општествени чинители, нема да дојдеме во ситуација ваквата појава да завземе алармантни размери. Што локалната самоуправа очекува од кампањата? Да биде што подобра и безбедностна ситуација, да имаме што помалку проблеми, што помалку деликвенти и се разбира да имаме граѓани кои што ќе бидат воопшто среќни поради ситуациите кои што не би им се случувале несакани ситуации. Сметам дека за поздравување се тоа и дека понатаму ќе се продолжи со овие предавања. Предавањето го следеа ученици од средните училишта. Имаше многу корисни теми, информации што може да ни користат натака во животот за било што. Инаку, според официјалната полициска статистика, во државата има околу 8300 регистрирани наркозависници, од кои близу 500 се во источниот регион. Главно станува збор за млади лица до 25 години.